Како предјадење за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите проја со кајмак и джемиринки. За подготовка на ова предјадење за 4 лица, потребни ви се следниве производи. 1 чаша бело брашно, 300 грама кајмак, 150 грама сирење, 1 прашок за печиво, 2 чаши пченкарно брашно, 1 лажица медитеранска мешавина од зачини, 2 јајца, 200 грама джемиринки, 200 мл масло за јадење, 200 мл кисела вода, масло за јадење, сол и црн пипер. Потребното време за подготовка на ова предјадење е 80 на минути. Во длабок сад ги кршиме јајцата. Ги матиме со жица за матење. Во изматените јајца додаваме 200 мл масло и 200 мл кисела вода. Мешаме со жицата. Потоа во садот ги додаваме белото и пченкарното брашно. Го додаваме и прашокот за печиво. Мешаме со жицата додека добиеме еднолична смеса. На даската за сечење ситно ги сечкаме джемиринките. Исечканите джемиринки ги додаваме во садот со тестото за проја. На покрупната страна од рендето во садот го рендаме сирењето. Мешаме со жицата. Потоа тркалезниот калап за печење го попрескуваме со масло. Со готварска четка ја намрсуваме целата внатрешност на калапот. Во калапот нанесуваме брашно. Го протресуваме калапот за да се набрашни целата внатрешност. Потоа во калапот го истураме тестото за проја. Калапот го ставаме во рерна. Печеме 50 минути на температура од 200 степени. Го вадиме калапот од рерна. Со лажица пројата ја премачкуваме со кајмакот. Врз кајмакот со лажица нарусуваме од медитеранската мешавина од зачини. Калапот го враќаме во рерна. Печеме уште 10 минути на температура од 250 степени. Го вадиме калапот од рерна. Потоа го отстрануваме страничниот дел и пројата ја сечеме на парчиња. Парчињата проја со кајмак и джемиринки ги редиме на даската за сервирање. Маслинките без семки ги сечеме на половина. На секое парче проја ставаме по една половинка маслинка. На средината на пројата ставаме една цела маслинка. За подготовка на ова предјадење нам ни беа потребни 80 на минути. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво црвено вино од сортата Вранец со темнорубин црвена боја и арома на суви сливи, капини и рибизли. Се служи на температура од 16 до 18 степени.